Во истиот ден кога во собранието дојдоа деца да гледаат како треба да изгледа една парламентарна демократија, се случи инцидент, не беа прифатени 2500 амандмани кои што ги поднесе политичката партија Левица, пошто почна да некој би рекол дивеат, односно да се крши монитор, да се кршат останати работи околу председателот, односно подпредседателот на собранието, па имаше и фрлање на амандманите кон него. Димитар Апасиев е во студиото на А1. Добре дојдовте, Апасиев. Добро ве најдов, благодарам на поканата да имаме шанса каде да си ја искажеме нашата вистина. Пред да го почнеме разговорот, сакам да погледнеме видеото на што се случуваше на 131-та седница. Ајде. Дали ме разбира? Мора да ви тече времето, ви тече времето. Борисов. Ви тече времето. Готово. Кинете ја седницата, од ова на ништо не личи. Има ли тука пратеници или не што сака да ќе прави? То мајстор. Вака треба. Прекинете ја седница. Апасиев, имаше луѓе кои што ве поддржа, имаше луѓе кои што велат дека не е во ред да се оштетува имот на државата. Ние не ги прифаќаме тие морализации. Значи, со селјаците треба селјачки, со силеџиите силеџиски, со дивјаците дивјачки. Нашето беше варварство во споредба со нивното дивјаштво. Ниту една бела техника не е повредна од уставното право на пратеникот да поднесе амандман. Ние сме излегле на избори, ние сме добиле мандат и ние го застапуваме тој мандат. Џафери нема право да утврдува уредност или неуредност на амандмани. Не постои такво право. Еве ќе ви споредам правно, за разлика од референдумска иницијатива каде што може да се фати за мала запирка бидејќи има таму утврдува уред. Тука не постои такво нешто. Тука само постои дека пратеник во устав и во деловник има право да поднесе амандман. Ниту ограничување на број, ниту ограничување на структура, форма и слично. Пишува дека треба да содржи предлог, текст, нормативен и образложение. Сето тоа ние го имавме. Овие амандмани кои ги прифатија на мала врата, тоа се пишувани од службите на Талјат, тие се рачно допишувани. И сега тие се уредни амандмани, нашите не били уредни, па си одбрал он 12 таму колку сака. Имате доказ за тоа дека се рачно пишувани? Да, имаме слика. Горе се пополнувани рачно, го сгрешиле членот, па се пополнувани. Значи, ова е каша попара. Значи, на овој султанат ние повлековме црвена линија. Ова е акумулиран гнев кој ние го гаиме уште од почетокот. Значи, Талјат Џафери, тој терорист кој не одговараше за хашките случаи, мора да знае дека веќе нема играчка со Левица и ова ќе се повторува, ви гарантирам, на секој еден фрлен амандман на Левица. Мора да свати дека уставното право кое ни го дава уставот, ние ќе го користиме максимално и тој не смее да задре во нешто што е уставно право на пратеник. Не Талјат свети, Талјат нека е. Ова е црвената линија и после ова ќе бидеме уште порадикални. Ова е само одговор на нивното дивјаштво. Од тука нема простор за морализација, народот застана на наша страна, сите коментари беа уште им треба, така им треба, дури имаше и порадикални, така што ние не одиме кон тоа да го морализираме моментот. Не, кој јазик го разбирате, на тој јазик ќе ви зборуваме. Кога мене на професор по право еден селјак од Форино знае да ми каже дека е неуредно, тогаш сакате селечиски ќе го добиете ова и нема тука пардон. Нема. Да не почнете со димни бомби како во Албанија. Па ќе видиме, ќе го менуваме сценариото, ќе видиме зависно од приликите. Меѓутоа, кога ќе не доведат во зид, ова е реакцијата и ова ќе биде секогаш кога ќе се обиде Талјат Виднина да ни фрли амандмани. Го споменав тоа дека имаше деца вчера во собранието пред оваа седница, не можевте да најдете некој подемократски начин од Не можевме, едноставно не можете затоа што второ читање иде директно на пленарна седница и тука е тој заеб кој они го направија, условно истите амандмани кои ги избриша, тоест кои ги прифатија претходно нашите амандмани да се избрише членовите кои забрануваа филибастер, тие ги вратија со некој си таму оној генерал некој од пензиите за кој се шпекулира дека во време на војната ги предал војниците кај Карпала кај Вејце, тие се старите структури на УЧК и на предавниците од АРМ кои што беа. Тој е подпишан Илија Николовски или како се вика на партија на пензионерите. Да, ама тој му го дале да го поднесе и сега они го вратија. Ние сме единствен парламент на Балканот кој забрани филибастер. Тоа знаете ли што значи? Тоа е
како да ви кажам, тоа е силување на парламентарната демократија. Вчера ние бевме сведоци на кривично дело. Да бевме правна држава, денес Талја Џафери ќе беше на распит во обвинителство, а не да се заканува, не знам, штети ќе плаќа. Значи, ова е злоупотреба на службена положба и овластување затоа што тој повредува туѓо право. Допред да го изменат законот, имаше само штета, меѓутоа сега и повреда на туѓо право. Тој веќе еднаш е осуден од антидискриминаторска дека нас не дискриминира политички и ова ја прели чашата. Значи веќе не разговараме со него, нема што да си кажеме. Ова ќе биде начинот на кој ние со селјаците во собрание ќе комуницираме во иднина. Да, го споменавте тоа. Или не. И вчера се случи силување на парламентарната демократија, сликовито кажано, кога ДПМН и ги држеше рацете, СДС ја затнуваше муцката, а да се изразам во вулгарен жаргон, дуи пенетрираш. Ето, тоа се случи. Тоа се случи со македонската демократија. Собранието станува чиновнички орган од следниот парламентарен состав, па дури и во овој. Вие кога имате право на филибастер, а некој ви ги фрла амандманите, што ви останува друго да правите? Што ви останува? Немате никакви правни средства. И тогаш, согласно принципите на природното право, се враќаме во преддржавна состава. Тогаш важи законот на џунглата. Сакате сила, ќе добиете сила. Ние сме спремни на се, буквално на се, така што нема попуштање. Тука нема пардон. Ова со двајца, после следни избори ќе бидеме многу пати повеќе од двајца и ова ќе биде секојдневие за секој фрлен амандман на левица. Така го споменавте она што го кажа Џафери, односно кажа дека ќе треба вие да платите штетата како левица, односно предпоставам дека тоа го мисли за Борислав Крмов, па дали ве како партија ќе покриете? Ниту една бела техника не е над уставното право на пратеникот. Плаќале, не плаќале, кој ќе плати командант Финџали што ја искрши таму во сала Борис Трајковски, ќе платиме и ние. Не е проблем за плаќање, ќе платиме се што треба. Нека поведат судски спори и ќе платиме. Така, ајде да погледнеме уште едно видео од вчерашната седмица. За да не се осеќате многу повредени, бидејќи некои се со печат, некои не се со печат. Еве ја како тој од на Џорџ Буш со чевлата ќе ви ставам печат овдека да ви го заверам. Еве ви во овој амандман, пошто имам уставен основ да го заверам. Еве ви го овој амандман. Еве ви го и третиот амандман. Заверени се. Сакате со спајалица или без спајалица да ви ги дадам? Еве го четвртиот амандман. Имавте ли мастило на кондурата? Немав. Немав. Ќе даеме на аукција кондурите за да собереме пари да платиме штетата што ја направи Борис. Се зезам. Значи, ова беше пародизација на процесот, ме сваќате. Значи, кога си ставен во ќош, тебе не ти останува ништо друго, освен да го пародизираш процесот. И со ова ние всушност им ставивме дамка на нешто што требаше да биде жанмане процес, за кој што тие сега на 7, 8, 9 декември ќе одат во Париз, ќе чукаат шампањско, ме сваѓате. Значи, но тоа ја извади правата нарав нивна, а тоа се леџиска. Значи, учките се си леџии. Овие ДПМН и СДС се нивни слуги, колаборатори. И единствено македонска опозиција која го чува дигнитетот и која не се плаши, веќе помина 2001 нема веќе македонец од инфериорен статус во сопствената држава и тоа народот го препознава единствено преку левица. Видете ги ДПМН зашто скандализираа. Скандализираа за намигнувањето на Маричич кон Дафина. Тие не можат да проценат политички момент кога треба да се скандализира или да се ескалира некоја ситуација. Ние ескалираме тогаш кога никакви други средства, правни инструменти не ни стојат на располагање, туку со сопственото тело го браниме мандатот кој ни го дале граѓаните. Му се допаѓало на некој тоа или не, тоа не е наша работа. Впрочем, зборот партија доаѓа од парс, значи дел. Ние застапуваме дел од гласачкото тело. Не можеме на сите да им се бендисаме и сите да не сакаат. Тоа е невозможно. Ајде да видиме малку околу коалициите. Вие велите дека коалицираат ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ. СДСМ велат дека вие коалицирате со ВМРО, ДПМН, ВМРО велат дека вие коалицирате со СДСМ. Кој со кого коалицира? Левица против сите е реалната ситуација. Значи, ако се сеќавате, после лидерската средба на Таче и Мицко, тие малтене си влегоа во широка коалиција и си дадоа збор. Меѓутоа, кога видоа дека цели општински комитети на ДПМН преминуваат во левица поради разочараност, тие дигнаа рачна и ретерираа. Од тука, тој германски модел кој им го продаваат, видоа дека не е дозреан за наши прилики и сега е ова само фолклор. Тие глумат. Еве видовте вчера, на пусија ги донесовме да гласаат сите против левица. Против нашите амандмани, против она што е основно демократско право,
кој што ниту еден полупротекторат не се осмелил да го укине како Косово, а не па ние. Значи, ние сме експериментална држава и ова се гледа за мешателство на колективниот Запад, на кој што тие се експоненти. И сега единствен народен пркос кој тука го гледате е левица, нема друга. Нема никој кој дава таков отпор. И затоа се овие напади, па ние сме биле со едниве, па ние сме биле со други, се виде вчера кој е против кого. Тоа значи сите 118 против двајцата од левица. Тоа е реалност. Идат избори. Како ќе настапите на избори? Јако ќе настапиме, ќе згазиме на овие избори, тоа го сеќаваме од народ, без оглед на сиот бојкот, сета среќа што живееме во модерни времења, па ние се прилагодуваме и на нови подкасти, и на нови социјални медиуми, каде што доминираме евидентно и по бројот на вјузови, и по бројот на лајкови, по бројот на шерови, доминираме со 0 денари во споредба со нивната. Таче дава 20.000 евра секој ден за да му стискаат лајкови. Овие имаат цела машинерија ботови кои стискаат лајкови. Се гледа, значи идејата на која е доено времето не можете да ја сопрете, дури и физички да не отстранат, идејата е веќе фатена во корен и на овие избори левица ќе згази. Значи левица ќе биде единствената партија која што ќе има раст за разлика од сите други кои што ќе имаат пад. Зборам во апсолутно број на гласачко тело, не во број на мандати. Бидејќи мандатите можат да варираат, но бројот на гласови се гледа во апсолутен број. Левица ќе има многу повеќе од прошлите избори, мислам дека имавме 30.000 на минатите избори, 30 и нешто. Сега ќе целиме над 100.000, така што тоа е грасрут движење кое никој до сега не успел. Најголемиот скок е од 2 на 5 пратеника, но ние одиме кон двоцифрен број и тие тоа го знаат и затоа се сите овие шиканирање на левица, сите овие бојкоти на мејнстрим медиумите. Но ние сме издржливи и мораме да го изодиме тој пат, бидејќи другата алтернатива е да се иселиме. Значи немате, ова е силувана држава во која што ако сакате да останете да живеете, мора да се борите. И затоа јавно ги повикувам сите луѓе кои имаат здрав разум да не се приклучат, затоа што ќе не бидат потребни на овие избори. Колку очекувате пратеници да добијат? Очекуваме двоцифрен број, после овој инцидент вчера, плюс 4-5 пратеника од тоа што го очекувавме. Аналитичкиот центар кај нас се работи во позадина, не сме ние како овие кои фрлаат големи пари, затоа што сметаме дека анкетите не се за да измерат, туку за да создадат и гледате дискрепантни анкети. СДС ќе пушти дека они водат ДПМН, дека они водат даваат, бидејќи зимаат милиони од државата, имаат пари да даваат, ние не трошиме пари на тоа. Многу сеќаваме пулсот на народот. Ние тргнавме од 3 организации локални за да стигнеме сега до над 50 локални организации. До избори ќе накачиме и број на членство, секојдневно пристапуваат луѓе, така што светло е патот на левица и левица нема да разочара на овие избори. Ќе биде најголемото освежување на македонската политичка сцена која се случило од независноста до денес. Што ако не излезе она што го очекувате? Ќе излезе. Еве, јас ви гарантирам, вратете го. Тврдите и со лидерското место во левица? Зашто лидерско место? Секој лидер... Дали би го дале местото доколку не излезе онака како што очекувате? Дали би се повлекли? Не би се повлекол, јас имам многу што да кажам во... Би се повлекол ако од 2 пратеника спаднеме на 0 или на 1, тогаш да. Меѓутоа ако од 2 накачиме на било кој број двоцифрен или тогаш нема потреба зашто да се повлече. Председателски кандидат имате? Па планираме да имаме, да, иако бирократски се процедурите се направени се за да не успее, тоа го кажав многу пати, меѓутоа народ не го интересира. Тоа на крај крајава има право да не го интересира. Не се сите експерти по деловници, изборни законици и слично. Да, во игра се неколку кандидати и селектираме со тоа што нашата борба ќе биде преку собирање потписи да кандидираме, бидејќи ние немаме толков број пратеници за да кандидираме директно од парламент. Кој би бил, еве? Па не ги откриваме се уште. Мислам дека после нова година ќе се искристализира работата, бидејќи сега на 2 декември имаме пленум, тоа е како конгреси на други партии, го одржуваме еднаш на 4 години, се бираат или се реизбираат раководствата. Ќе имаме гости од Европарламентот, од ирски европратеници и после тоа веќе на рад ќе продолжиме со кадровска политика. Вие сте една од ретките партии кога станува збор за судството, кога велите дека не треба да се даде на судиите, туку треба да се даде на обвинителите по висока плата за тие да можат да работат. Што тогаш како би постапиле вие за судиите, бидејќи да судиите се извршители од една страна, но од друга страна и тие можат да донесат одлука како што сакат. Проблемите се многу слојни таму, малце ќе ни биде и
3 школски часа да ги објасниме, меѓутоа има лек за тоа. Значи, ништо не е ново под сонцето, не е тоа некоја филозофија. Прво што треба во судството е антинепотистички закон, да не може мајка да биде судика, татко да биде обвинител, синот адвокат, керката нотар во исто апелационо подрачје, тоа што треба да се разделат. Следно што треба е ветинг, да видиме од каде им се толку пари на судите. Вие знаете дека во повардарието не мора само тета во гостијарка што апла се краде и има тарифи за крадење. Имате ви во повардарија случаи на хациенди на судии, кои што милиони суми се опрашање. Од каде им се тие пари, исто плата зимаме ние со судиите. Значи, следното е појачување на критериумите за избор. Сега со 6 просек и неписмениот драч што си вадат дипломи од British Council фалсификувани што ги фатија, ни стануваат судии, тие не знаат пресуда да прочитаат. Значи, појачување на критериумите, треба да имаат просек тие луѓе, треба да поминат тестови. И сето тоа, кога ќе го ставите на куп, исто така ограничениот мандат на судиите треба да се воведе, а не како сега слободен го бираш и доживотното и до пензија ти е судија. Така што има механизми, меѓутоа треба политичка волја за тоа. Па дури би присегнали кон промена на устав, затоа што за таа цел вреди да се промени уставот за да се стави ред во судството. Ако се сеќавате, ние веќе имавме некои амандмани кои не го дадоа посакуваниот резултат за судството, затоа што едните исти фосили од правен факултет 300 години не ги пишуваат истите закони и само се вртиме во круг. Додека не влезе свежа крв секаде, дури и сега имате, јас само сум предал на деца кои се брилијантни, кои завршиле во Страсбур, работат во Страсбур, кои работи во Барселона, брилијантни деца кои ги избркаа. Наместо тие да не бидат судии, тие се сега по белиот свет. Значи, знаеме како да го направиме, на крај крајва јас сум професор по право и судството се решава, меѓутоа треба власт, треба политичка власт за тоа, од опозиција не можеме да го решиме. Да, имавме некои измени во законот за јавно обвинителство, па ни тие очигледно не ги даваат посакуваните резултати и како да има некој контрола над судски совет и над совет на јавни обвинители, бидејќи над никој нема никаква контрола во моментот. Оној кој се нафатил да биде биран од тефтерче, пиши му крсното е. Значи, ВМРО-вците така мислеа дека они ќе ги стават и они цел живот ќе судат за нив. Не, видовте се промени власта во првиот момент и им свртеа грб и после си судеа за СДС. Значи, тоа се луѓе без дигнитет, без карактер, луѓе кои не ги знаат во фелата, буквално анонимуси. Ние имаме чиновници од Министерство за правда кои ни стануваат уставни судии. Никој не ги знае во фелата. И то мислам дека полошо не било никогаш во судството и затоа е ова доверба од 2%, толку е капацитетот е толку. Меѓутоа со системски реформи мислам дека за еден мандат ќе се доживеат вистински промени кои ќе бидат видливи, опипливи. Например, губиме суд пред Страсбур и никому ништо. Никој не го боли уво дека државата плаќа оштета, губи на реноме, не има во извештај. Истите судии повторно пак се судат исти. Наместо да биде кој изгуби судија во Страсбур, цел совет кој го донел од основен до апелационен преку врховен, си одите дома, другари, одете, работете адвокатура, нотаријат, што сакате, не ве бива за судии, ме сваѓате. Значи, тоа е независна инстанца, нема таму, ама ќе подмети овој од струга, овој од ваква, овој од дуј, нема таму. Значи, има објективни критериуми или тип на пресуди, значи, колку ти се паднати на апелација, бодување и слично, значи, малце конфуцијански еден систем на прегледи, а не вака кој што сака. Добро, ако гледаме така, сега сите предмети паѓаат на апелација. Сите предмети паѓаат. Да, апелација е рак рана на нашето судство. Значи, најголемата корупција е во апелација. Има такви парадоксални ситуации што ќе ве заболи глава. Например, пишуваат две различни пресуди за еден ист предмет и ги ставаат во фијока. Кој ќе даде повеќе мито, таа пресуда ја пуштаат. Се има случајно двете да ги пуштаат во исто време. Можете да замислите. До толку е крша работата во судството. И затоа луѓето со право немаат доверба во судството. Ама како да имаме одговорност за такви работи? Еве ви кажувам, имаме две што стигнале во исто време и никој не одговара. Никој не одговара, апсолутно. Никој не одговара затоа што се е по рамковен, се е по телефони вртење, се е по квоти, значи ние немаме систем. Ние сме каша попара од држава, меѓутоа има нови генерации кои знаат тоа да го направат. Се додека ги гласате ДПМН, СДС и ДУИ, ова ви е реалноста и ќе живеете во таа реалност. Тоа е тоа.
Каква е идејата на левица за економијата? Па, драстично различна од другите партии. Ние сме за појак јавен сектор, нешто слично на екс-југословенскиот или сегашниот кинески модел социјалистички со таму се кинески, кај нас би биле македонски карактеристики, меѓутоа во суштина, ако почнете да разглабате, морате да почнете од банкарството. Значи, банкарството кај нас е лихварско банкарство по сите дефиниции. Значи, од римско право преку византиско до турско, камата која била во Јустинијанов кодекс отворете, во Хамурабиев законник отворете, камата која била над 4% е лихварска камата. Вие денес, вие, верувам секој жив човек во Македонија, од оние кредитоспособните, а тоа се најчесто администрација, бидејќи сиромашните не ни можат да стигнат до кредити и тие се жртва на брзите кредити кои ги цицаат буквално. Оние кои се кредитоспособни, нема човек кој не отишол во минус на картица. Една плата, две плати за да отидеш на одмор, за да си купиш да јадеш, бидејќи последните 5 дена од месецот немаш пари, зборуваме за средна класа, не знам, за доктори, адвокати, учители, таква. И сега, ти на таа банка, без оглед која си комерцијална, Шпарка се, НЛБ, Халк, и плаќаш 14,5% камата. Тоа го нема во светот. Секоја година банките во Македонија имаат за 1/3, за 30, над 30% зголемен чист профит. И тие пари се исцицани, буквално исцицани од народот, од работничката класа, од мене, од тебе, од тој што работи, од тој што плаќа даноци, од тој што земал кредити за стан, за куќа, за кола, за било што. Така што, без решавање на банкарскиот сектор, мислам дека економијата не може да тргне, а за тоа има начини. Има многу начини. Еден ни помина со каматата, за извршителите беше тоа. Следен начин е овој што втор пат се обидуваме во овој мандат да го протнеме, тоа е антилихварско законодавство, а тоа се скриените трошоци. Има пресуди во Белградски суд, зошто се релевантни? Затоа што законот за облигациони односи не е ист со српскиот, тоа е југословенскиот закон препишан од 70-тите. Утврдува дека банка, освен камата, не смее ништо друго да ви наплаќа. Одете вие денес во банка и видите што се ви наплаќа. Уште добар ден што ви вика службеничката, уште тоа да ви го пишат да ви го наплаќа. Ви наплаќа за водење на трансакцијска сметка. Кој ви ја води сметката? Сама си стои сметката таму. Сами си плаќате преку електронско банкарство, вие губите време, саат време да платите сметки, ви зема провизија на секоја сметка. Ворете службеник тоа да ви го прави, ама не ви го прави. Плаќате уплатница, ви зема провизија. Проверувате сметка, ви зема провизија. Земате извод, ви зема провизија. Вадите од банкомат на друга банка, ви зема 200 денара. Тоа се лудо. Нема друг збор, значи нема рационален збор за кој што вие можете да кажете дека тоа се оправдани трошоци. И сите кјутат. Кјути Народна банка се прави, јас еднаш ја викав гувернерката на пратенички прашања, имате ли ние тоа да го регулирате, баш и бозук е ова, никаде го нема во светот. Си кјутат, се прават на тошо. Никој не реагира, Министерство за финансии не реагира. И луѓето се оставени да влегуваат само во кладилници, да се коцкаат и да земаат брзи кредити и да се пијанчат. Тоа е тоа, на права декаденција. Немате вие здраво ткиво, затоа што немате здрава клима, немате здраво општество. Се е исцицано и се е изнесено надвор. Сите банки наши, освен комерцијална, се странски банки. Тоа се австријски капитал, германски капитал, имаше француски, сега нема, турски капитал. Значи, сите пари исцицани од вас се изнесени надвор од државата. И затоа сме ние сиромашно. Иначе ние со 2 милиона жители можеме државичево да си го направиме како кукличе да ни биде, значи како коцкица, да ни функционира се перфектно. Меѓутоа за тоа треба млади неискомпрометирани дечки да дојдат на власт. Со овие толку можеме, 30 години тоа е тоа. Добро, како би успеале ние да имаме соработка во исто време и со Америка, и со Европска унија, и со Кина, и со Русија? Како Тито, друже, што правеше, така треба. И со русите, и со американците, и со кинезите, и со европјаните, со сите. Од кај ти е интересот, нели они така не учеа капитализмот, дека е интерес, окей. Кој ти дава понизок кредит? Кинезите, ќе земеш од кинезите, ќе градиш автопат или централа. Тогаш Европска унија ќе ти даде уште понизок, супер, ќе земеш и од Европска унија. Ме сваѓате, така ќе ве фермаат. Вака кога сте сите јајца во една кошница, ова е тоа. Подаништво, вазалство, безвизионерство, безперспективност на народот.
чиновници на власт без визија за државата што ќе биде за 10, 20, 50 години, без визија за геополитиката, што се случува во меѓувреме, дека една империја пропаѓа, се раѓаат нови, дека се раѓа мултиполарен свет. Они не го контаат, не ги контаат вибрациите на геополитиката и затоа се зачаурени. Тоа е на ниво на фундаментализам и затоа ние така и ги ословуваме, фундаменталисти. Тоа е да одиш сам против себе, против собствениот народ, за тапшање по рамо и за да се сликаш до Гир или до фон дер Лајен или до Столтенберг. Тоа е диагноза, нема тука друг муавет. Што е тоа? Тоа е диагноза. Да, и уште едно прашање ми остана од политичкиот дел, доколку имате двоцифрен број, тоа реално би влијаело многу на она што би значило и на влада. Дали би коалицирале тоа? Да нема влада без СДСМ, не ве прашувам бидејќи ви го знам ставот, со ВМРО ДПМН дали би коалицирате? Ќе ги видим условите. Ние преговараме принципиелно, ниту прв, ниту последен пат. Ви кажав, ние сме прагматични, ние сме идеалисти до одредена граница и потоа прагматизмот не ни е тук, ние го покажавме тоа кога седнавме да ја куткаме владата на СДС и ДУИ. Таму имаше десничарски партии, така што ние сме незгодни играчи и после избори сите опции се отворени. Дури и да останеме опозиција, дури и да влеземе во влада и тоа да влеземе моќта на уценување од ДУИ да премине кај левица. Тоа е нашата визија за после изборите, но ако тоа не успее, ќе бидеме живи и здрави, ќе истераме уште еден опозицијски мандат ако треба. Ние не сме по секоја цена да доеме на власт. Имаме принципи. Ако ДПМН не ги прифати тие принципи, терајте си, бркајте си работа. Сваѓате. Не преговараме за директори, за службеници, за запослување, за квоти кои минат преку местни комитети. Тој клиентелизам мора еднаш да му се стави крај. Тој клиентелизам ќе му се стави крај со преговарање за политики, а не преговарање за кадровски. Ворете некои институции, министерства и важни институции. Меѓутоа, вие од чистачка до директор да ви поминат преку месен комитет и кадровачка комисија, тоа е ненормална работа. Сојуз на комунисти не правил така. Се знаела која била линијата. Директорот е таму и другото е све од биро за вработување. Мајка ми и татко ми никад не биле члан партија, па ги викнале да се вработат од завод за вработување во тоа време, ме сваќате. Така што, додека тој систем не профункционира, оваа држава ќе биде држава на мафијата, држава на клиентелата, држава на вазалите и додека си ги гласате ДПМН и СДС, тоа е скорот кој ќе го добивате. Тоа не можете вие со исти чекори цело време гласајќи за едните и другите да очекувате различни резултати. Не, еве ги видовме, ДПМН станаа власт, 2 години се локална власт. Истите финти, истите алаш вериши, истите кражби преку, не знам, културно-забавни програми, па ќе ги перат преку агенции, маркетинг, преку пејачи или преку што. Значи, истите тендераши кои ќе ви градат бекатонка, па до година пак ќе ви ја стават бекатонката. Истите шеми. Она што го прави СДС централно, овие го прават на локално. И сега вие немате избор, доста гласате за помалото зло, дајте еднаш гласете за доброто. Во случајов само левица е таква опција. Нема друга се уште етаблирана. Иако форсираат, гледам Максо го форсираат со западна поддршка, нема структура. Тој ќе освои пратеник 1-2 на краток рок и нема структура, тој нема што да. Левица систематски гради структурата. Ви кажувам, од 0 до 50 огрануци. Значи, од собирање пари во тегла до солидна сума која што ни пропадна и повторно ја создадовме. Значи, партијата е градена со идеали, со пот и со крв, буквално. Само таква партија може да спаси државата. А не овие, ние не сме партија. Океј, ако не сте партија, тогаш сте должни да го живеете овој кошмар кој не го заслужувате. Само партија, не е тоа. Само партија може да запре партија. Нема друга филозофија. Затоа и ние од активисти на Ленка и на други движења се одваживме да формираме партија. И тоа се покажа како и тоа траеше многу години, точно. Да. Ви благодарам многу на гостувањето. Ви благодарам и вас на приликата. Беше тоа разговорот со лидерот на Левица Димитар Авпациев. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието.